Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Досегашните проекти во здравството на ова ненародна криминална власт се тотално фијаско. После безброј промашени проекти од страна на Никола Тодоров, уште еден голем дебакал и срам е државниот кардиохирушки центар. Ветувањата беа големи, оствареното далеко од тоа. Во моментов, истовремено, на две различити клиники се работат исти процедури. На клиниката на тораковаскуларни заболувања и на кардиохирургија. Ова е уникатен пример каде што во рамки на еден центар се прават паралелни институции. При тоа, на клиниката за тораковаскуларни заболувања се работи во многу полоши услови и се оперираат поголем број на пациенти. Но никој не знае од 2014 година до денеска колкав е бројот на извршени операции во кардиохирушкиот центар. Никола Тодоров треба да одговори на граѓаните колку од ветуваните 500 годишно кардиохирушки интервенции се извршени и колку се од оперираните се операции на проширени вени. Што всушност се оперира и дали нешто воопшто функционира. Од тимот што беше промовиран да работи и лекува во овој кардиохирушки центар, остана само министерот Џојстик. Сите други стручњаци повеќе не се дел од овој тим. Помираа години, а само бројот на странци супервизори кои ги плаќаме се наголемува. По скандалот со незаконското вработување на студентката по медицина како докторка во службата за итна помош, јавноста очекува одговори. Дали тимот што оперира во моментот се стекнал со кардиохирушка специјализација и дали поседува соодветни сертификати. Државниот кардиохирушки центар беше основан се со цел народот, граѓаните да се оперираат и да немаат потреба да одат во други држави и во скапите приватни болници. Со тоа ќе се намалеа голем обем на трошоците кои беа потребни за извршување на овие зафати, а со самото тоа и спас за државната каса. За жал, кардиохирургија не функционира како што би требало и тоа е на штета на граѓаните. Доста беше подценување и изживување врз стручниот кадар. Цената за сето ова ја плаќаат граѓаните. Тодоров одамна треба да замине, да го напуши здравството и да го остави здравствениот систем во раце на професионалците. Новата демократска народна власт на СДСМ ќе ги заштити граѓаните и нивното здравје, ќе ги поддржи лекарите професионалци, ќе го штити нивното достоинство. Државниот кардиохирушки центар мора да прерасне во врвна институција со која ќе се гордееме. Благодарам.